2 часот попладне, работен ден, добивам порака Netflix, 2 точки, сметката е суспендирана, обновете на тој линк. SMS стигнува. Сега нормално. Работен ден е, нема шанси да кликнам, знам дека сметката ми е окей, ниту пак некогаш би кликнала или би сватила сериозно ваков тип на SMS порака, затоа што претходната комуникација со Netflix никогаш не ми се одвивала преку SMS пораки. Меѓутоа, погледната вака кратка порака делува прилично веродостоен. Нема печатни грешки, прилично е едноставна, и ако не сте сигурни за тоа дали ви е платена Netflix сметката или било која друга сметка, доколку сакате, не, во овој момент, викенд иден, не сакам да ми ја суспендираат сметката или да ме блокираат, да не можам да гледам, можно е да се излажете и да кликнете, а со тоа да си отворите куп проблеми. За тоа како да се заштитиме од ваквите онлайн измами, за тоа како функционираат хакерите, што сакаат да земат од нив и за тоа што треба да направиме во ситуација кога можеби не сме сигурни, меѓутоа се сомневаме до некаде дека сме жртви на измама. Слушаме денеска од Божидар Спировски, кој што е експерт за сајбер безбедност, меѓутоа пред се е едукатор, затоа што настојува со целиот свој ангажман да ни ја подигне свесноста. Божидар Спировски, добре дојде во Нјубис. Добре најдов. Кога зборуваме за измамите, особено на што сега онлайн ни се случува многу често, налетуваме на се, да не знаеш од кого да примиш совет. Так. Зошто од тебе да примам совет? Кажи ми нешто со твојот професионален бекграунд, затоа што знам дека си многу посветен на тоа да не едуцираш како да се заштитиме од измами. Како стигна до таа точка? Како стигнав до таа точка? Најмногу од гнев, ќе речам, од една лична лутина за тоа како сите ние сме денеска мета, а се уште сме многу оптимисти и премногу луѓе денеска се жртви затоа што се уште едноставно не се свесни што се случува, светот се смени. Историски мојот почеток, да речам еден класичен почеток во IT, систем инженер, имав некоја среќа или несреќа многу брзо да се префрлам во светот на сајбер безбедноста. Почна со држава да уведува соодветно регулативи, се отворија тие работни позиции, мене тоа ми беше интересно. И влегов во таа индустрија, веќе пливам низ таа индустрија некои, да речам, 19 години на различни позиции во повеќе индустрии, од банкарство, енергија, телекомуникации, потоа се префрлив во стартап и класично IT. Една работа која што низ целата таа моја еволуција на работа ја забележувам е дека колку технологија да фрлиме врз проблемот, на крај проблемот се сведува на лична одлука на човек. Човекот, ние како суштества, како раса, сме многу лоши во процена на ризик. Многу сме неспособни да си процениме ризик. Треба да поставиме едноставно прашање: колку луѓе кои што можеби ќе го гледаат овој подкаст пушат и свесни се дека ризикот од рак е малтене гарантиран кај најголем дел од нив, и се уште се оптимисти дека тоа нив нема да му се случи. Ако сме имале некој разумно ниво на ризик, на процена на ризик, не верувам дека индустријата на тутун воопшто ќе постоеше. Но таму сме кај што сме. Она што исто така го забележуваме дека колку повеќе се зборува за одредена тема, луѓето слушаат, луѓето стануваат свесни, ако ништо друго за таа тема. Започнав еден напор најпрво во компаниите во кои што работев да бидам на некој начин гласен, да редовно како се случуваат овие инциденти кои примерно се случуваа на компаниите, да цело време ги комуницирам и да ги објаснувам: луѓе, ова се случи, на овој начин нас не таргетира, на овој начин пробаат вас да ве експлоатираат, треба да ги внимавате овие 3 или 4 работи, буквално како еден вид на реклама, нешто во 30 секунди што ви го прочитале, што лесно ќе го абсорбираат на едноставен јазик. Технологијата е тука, ама не е примарна, не е примарно да ви објаснувам, ќе речам, во факултетот во кој што ја студирав, не зборувај TCP/IP, туку зборувај на обичен јазик, зборувај да те разберат 5-годишни деца. И тоа го повторував, имаше ефект. И
Исто така се случуваат, почнаа да ни ескалираат овие работи со пораките. Мислам дека првиот инцидент кој што го обработив јавно беше баш врзан со некоја имате пратка, најредовните денеска. И велам, ајде да се објасниме, ајде луѓе, исто тоа да ви го повторам на поголема популација, имаше прием. И сега има, да речеме, една маса на луѓе кои што го шират гласот дека ова се случува. Секој пат кога јас ќе се обидам да анализирам нешто, да објаснам, луѓе на овој начин не таргетираат. Можам само да се надевам, немам статистика која што ќе ми каже дали ова е успешно и колку е успешно, но ако сум ја мрднал иглата 1%, тоа е фантастичен успех. За мрднувањето на иглата и за психологијата на луѓето, морам да ти кажам една ситуација. Колеги во Белград, ангажирани од една српска банка, треба да направат кампања за подигнување на свесноста кај луѓето дека мора да размислуваат од аспект на тоа дека можно е да е нешто измама, дека кога се онлайн не треба да кликаат на се и се што. И сега нормално тргнуваме со идејата што да направиме, како да какви пораки да осмислиме и прво одиме на по права линија, а потоа стигнуваме до идејата, а што ако го направиме како фишинг? И излегува билборд. Ако сакате да се пријавите за работа во Српската свемирска агенција за да бидете астронаут, кликнете на линкот. Може да си замислиш колку кликови имаш. Верувам. Ајде нешто, не знам, веројатно, па да си кажеш ајде кликаме. Ама ова сте Српска свемирска асоциација те прати тебе на Марс, немој. Психолошките механизми се многу едноставни и постојат со векови, се истите на било која измама. Не сте направиле ништо ново во однос на тоа што се случува. Ово што сте го потребиле е класично FOMO, Fear of Missing Out. Не знам што е, ама може би е нешто интересно, ај да видам. Може да отидам на Марс, кој знае. Може ништо нема да биде, ама да видам. Не знам дали сте го забележале моментот, некој пат, по било кој основ, ако си била во Британија, ако се направи ред негде во Британија, луѓе застануваат во редот позади, едноставно мислејќи дека за нешто има ред. Имаат буквално правено експерименти универзитети во Британија и мислам дека и Монти Пајтон го има изведено истото, собрале 10 луѓе и ги наредиле. Негде. И стојат луѓе. Само стојат. И чекајте, како поминуваат луѓе, други минувачи, само се зголемува редот, се трупаат луѓето, затоа што сите мислат има нешто овдека, добро е да видиме што има. Тоа е наједноставниот начин на FOMO. Буквално тоа ни се случува цело време. Тоа се случува. Кликнам, може ќе биде нешто интересно. Добро, среќа кликањето во случајов им се исплатило затоа што одат на веб страница на која што им кажуваат падна на тестот, беше измамен, замисли да беше ова нешто кај што може да ти ги украдат податоците, парите и така натаму, што те се случеше за друг пат да си знаеш, немој да го правиш. Сега, кога станува збор за да ти ги украдат податоците, тоа го споменав, некако оваа област на сајбер безбедноста ми е спој и на технологијата и на правото, па и на бизнисот, затоа што се повеќе бизниси размислуваат за тоа и како да инвестираат меѓутоа и како да се заштитат. Каде го гледаш твојата позиција или таа интерсекција кај тебе на овие три области? Од нема и каде, просто кажано, затоа што така мора. Прво ќе те коригирам. Бизнисите не се премногу заинтересирани да се заштитат. Не се плашат? Не се плашат. Но не се премногу заинтересирани да инвестираат во заштита, затоа што тоа е нешто што не можат да го продадат на некого. Не можат, направивме едно меме заедно со уште некои луѓе, од 3 слајда на првиот слајд говорник пред голема група на луѓе прашува кој сака сајбер безбедност, и сите креваат рака, апсолутно. На вториот слајд прашува кој ќе сработи сајбер безбедност, и наеднаш рацете ги нема, сите си гледаат во кондурите. На третиот слајд прашува кој ќе плати за сајбер безбедност, и пред него нема никого. Си одат сите. Таму сме некаде што се однесува до бизнисот, затоа што бизнисот не може да го продаде, да ја продаде таа сајбер безбедност на никого друг. На крајот на денот, бизнисот е тука да заработи пари затоа што продава некаков продукт. И нивните купувачи денеска не купуваат сајбер безбедност, купуваат затоа што ова е убаво, затоа што е модерно, затоа што е многу брзо, заради било која карактеристика, не затоа што е безбедно. Сите имплицитно очекуваат да биде безбедно, ама никој не е спремен нити за тоа активно да плати, нити за тоа активно да сработи. Тоа е жалната реалност во која што денес живееме. Врзано со тоа, очигледно е голем бизнисот за криминалците.
инерцијата на бизнисите е преголема, треба време, на крај сите научуваат дека и покрај тоа што не вреди да го продадеш, без тоа на крај па и нема да продадеш премногу. Во тој простор, во тој меѓупростор, во таа дупка, денеска криминалците влегоа многу успешно. За жал, денеска она што порано беше сајбер безбедност или хакирање, популарно наречено, беше една мала група на луѓе кои што беа ентузијасти, кои тоа го правеа за своја лична најмногу сатисфакција, го правеа затоа што им беше интересно, го правеа видете што можам јас да направам, ама тоа беше во најголем дел случаите бенигно. Или тој удар кој што ќе го предизвикаат беше маргинален. Ништо, сајтот го смениле на некој начин. Активисти се во најголем дел случаите. Дојдоа професионалните криминалци, ги ангажира, им дадоа пари и тоа го скалира на едноставно заработка на многу пари. И сега, само таа технологија, односно злоупотребата на ранливостите кои што постојат во секоја организација и на нас како луѓе, е само вектор на криминалецот да заработи многу пари преку уцена, преку кражба и продавање на нашите податоци, преку некаков вид на рекет, буквално истите техники кои што криминалецот и претходно ги правил, сега ги прави скалирано, многу помоќно, многу побрзо на многу поголема популација, не заработува исто толку многу пари наеднаш, ама теорија на големи броеви, кој ќе помножиме многу пати еден денар, заработуваме многу денари. Супер. При тоа се многу малку изложени. И затоа имаме веќе активни банди цели, организации кои што ова го прават, кои се организирани како бизниси, ако ви се верува, имаат HR тимови. Да, они регрутираат, они бараат луѓе, бараат програмери, бараат луѓе кои се добри во продавачи, во социјален инженеринг и така натака. Буквално имаат цел менеджмент во себе. Најсмешна ситуација минатава година која ја читав беше дека еден хакерска банда е хакната од друга хакерска банда да ги земе вработените преку Jira, преку софтвер кој што е најкорпоративниот и најаман софтвер што се користи во најголемите компании. Овие имале побогу Jira. Леле. И им ја сотреле. И фала Богу не било ажурирано. Бидејќи очигледно. Јасно. И сега како ја слушам за бандиве, размислувам колку многу простор им оставаме. Да. Затоа што каналите се мејл, кој нема мејл, SMS, како што не ти стигнува по SMS, социјални мрежи да не зборуваме, најотворени сме, најтранспарентни сме таму. Си кажуваме. И на крај, сакам да се осврнеме малку на оние апликациите кои што беа прилично интересни за работи со кликање. А мај опиши ни што се си видел од овие мејл, SMS, кликни ваму, кликни таму да добиеш ова, да добиеш тоа. Ајде вака. Каналите на комуникација кои денес ни се достапни, од дали тоа имејл, социјални мрежи, апликации за меѓусебна размена на пораки, instant messaging апликации, дали тоа Viber, WhatsApp, Facebook, Messenger, не знам колку други такви постојат, сигурно безброј што ги Signal и Telegram, да не ги заборавам, и уште многу други, се само канали. Не се самиот напад. По нив стасува нешто што порано морало да дојде физички до нас. Нешто што порано морало некој да приде до нас, да ни каже, да ни прати евентуално факс или писмо или некаков друг по-физички медиум, за да не убеди дека нешто, некаква измама треба да ни направи, нешто да се случи. Денес, бидејќи сите сме толку многу конектирани, ќе речам, знам дека се некоја статистика 4 милиарди луѓе поврзани на интернет, може би веќе бидејќи прегазивме 9 милиарда, може би и се 5 милиарди поврзани на интернет. Сите овие луѓе се на интернет, сите се поврзани. Многу е лесно да се прати измамата. Што се праќа? Се. Од едноставните техниките, повторно, многу се познати, еднаш кој ќе научите да ги препознавате. Ви стаса порака, ама хитно мора да реагирате. Ви стаса имејл на кој што мора да ова е договор кој што сега мора да го потпишете затоа што инаку ќе пропадне договорот. Ова е фактура што треба да се плати вчера. Да се навратиме на нигерискиот принц кој што го знам уште од кога јас бев студент, ги имаше по факс стасува дека нигерискиот принц кој што има 20 милиони долари и треба да ги изнесе и треба да му пратите ваши документи и после приказната е веќе многу добро позната.
се уште постојат нигериските принцови, само се многу ретки во целата таа приказна. Сега ето Сте некаде добиле- Бред Пит. Сте добиле лотарија, многу убава девојка, многу убаво момче наеднаш сака да ви направи муабет поради било која причина тука. Ете да ги внесеме во игра и оние апликации за лични контакти, дали тој се вика Tinder или не знам како поинаку се вика. Убава девојка, убаво момче, некому ќе му импонира, верувам на многу, затоа што воопшто сака да зборува со него. Тој човек, таа личност не постои. Постои некој во контакт центар кој што го емулира тој лик, но од каде знаеме? Има доволно слики денеска кои може да се најдат по интернетот, доволно повторно привлечни личности кои што може едноставно да ги фрлаат без никаков проблем. Една страшна метода која што предизвикува буквално и самоубиства е sextortion. Уцена со снимено видео на жртвата дека во непријатна или во изложена состојба. Што прават? Праќаат порака, почнува обично или на тие Tinder сличните, за лични контакти, да ги наречам апликации, или преку социјалните мрежи. Јас сум некоја или некој, ајде да правиме муабет и тоа трае половина ден да се омекне жртвата. Почнуваат после да се внесуваат алузии кон сексуални интереси, така натака, додека не се сугерира на крај, ајде да направиме видео секс. И ти пушти ја твојата камера, јас ќе ја пуштам мојата камера, тоа што оди од другата страна чисто за сите не е вистински човек. Тоа е нечие видео, кое што е снимано. Да речам професионалец или професионалка го снима тоа видео и веројатно тоа се рециклира милиарда пати потоа. Но ако навистина жртвата го направи ова, ќе биде снимена. И потоа тоа видео и се враќа назад на жртвата. Ако не сакаш ова видео да излезе, кое што е вистинско видео од таа жртва, ако не сакаш ова да излезе во јавност, плати ни толку пари. Жртвата е нормално посрамена, уплашена, во зависност од тоа дали е во врска, не е во врска и така натака, што ќе размислат другите, што ќе свати општеството. Не знаеме ни од кој општество доаѓа. Во некој општество ова е апсолутно неприфатливо. Има случај, го читав буквално пред 3 дена, ќе сгрешам, ситуација за некој момче во Америка кој се самоубило заради оваква уцена и човекот кој што го уценувал, откако момчето се самоубило, продолжил да оценува неговото семејство. Со истото тоа, и на крај повикале FBI, го нашле нормално на друг континент, уапсене и сега конечно веста беше дека конечно е екстрадиран во Америка за да му се суди. Ама оваа измама постои, ова е многу страшна метода по мене, затоа што буквално ризикува животот на човек. Не зборуваме веќе дека ќе изгубам јас одредена сума на пари. Некој ќе се убие заради ова. На вистина, страшно е. Ефтината варијанта на ова е да добиете глуп имейл кој што ќе ви каже јас сум хакерот и ти не знаеш колку сум јас јак, парафразирам, ама вакви се буквално формулациите. И јас ти влегов во компјутерот и сега се знам за тебе и те снимав како се задоволуваш и јас имам се за тебе и ти треба ми платиш толку пари, инаку тоа видео ќе отиде на интернет. Буквално формулацијата, текстот е темплейт, шаблон кој што може да си го најдете, може да го изгуглате, кој ќе го видите така с текстот, само ставите го целиот текст у Google и ќе ви најде на колку места претходно го објавили истиот текст, значи бесрамна измама е. Ма истиот контекст го користи на вистински сексторшн. Ова е по мене еден од најстрашни уцени. Делот на пирамидалните шеми, односно на апликациите, е само варијација на било која друга пирамидална шема. Дајте ни нас толку пари, па ние ќе ви вратиме толку многу профит и така натака. Едино што сега со апликациите го прават да има некаков површен, навистина површен смисол, да имате пред себе си аргумент да објасните да, има овде бизнис, бидејќи јас нешто работам. Ми се гледа бројките како се менуваат. Не, бројки секој пат може да вртат, ама има нешто, има бизнис, бидејќи јас навистина сум ангажиран да работам. Не е само магла, ти само дај ни пари, маглата ќе ти ги врати парите многу. Туку има нешто што се работи. Тоа нема смисла. Тука повеќе значи се што ќе ви кажат дека ќе ви врати многу пари за тривијален ангажман, верувајте, нема. Едноставно, затоа што на вистина тоа да се случувало, немало вас да ви кажат.
Ќе си ја завршеле работата сами и ќе заработеле уште повеќе пари. Па зошо па баш мене ме викнале? Сум најубав на светот? Не сум. Ако ништо друго, бар посоменувајте се. Значи Вака луѓе малце сопри. Не меле брашно. Страшното е што буквално познаник ме застана на улица, ме праша добро што со овие конти вика апликацииве, кажи ми колеги на работа сите го кликаат ова. Му викам бегај кој ѓавол од крстот ова. Затоа што е измама. Не ми веруваше човек. Не сакаш да успее. И велам, добро, твој избор, ама јас ти кажувам, ова ми е мене работа, јас ти кажувам дека ова не е вистина. Ќе видам јас, знаеш, ама добро изгледа, знаеш колку пари луѓе имаат на бројка некоја таму у некоја апликација, колку пари имаат овие добиено. Чуда имаат добиено. За таквите луѓе е апел. Верувам дека ќе има луѓе кои што нема да веруваат. Земете едно купченце пари. Колку што сте спремни да одите во кладилница и да го изгубите. Колку што сте спремни во казино да влезете и да го изгубите. И со тоа купченце пари, прогласете го дека тоа ви е денеска инвестиција, ама само тоа купченце пари, и ставете го во таа апликација. Ако сте толку оптимисти на вистина, ете, јас не знам, можеби на вистина постои брилјантна идеја за бескрајни пари, машината што произведува бескрајни пари, обидете се така, ама не си го жртвувате целиот живот. Немојте да земете кредит на станот, немојте да продадете кола, немојте едно чудо пари да потрошите, ставете купче колку што би отишле у кладилница да фрлите, живи здрави. Ништо нема да мине. Сега, сите овие ги спомна и ми текна и на една друга ситуација, која што многу беше често изминатиот период, каде се користи телефонот и го слушаш од другата страна генериран гласот на некој близо кој што кажува дека ево него дека треба нешто да направиш. Во таква ситуација всушност не можеш ни да сопреш. Кога те добиеш SMS или мејл или конкретно за овие апликациите, до некаде може и да се консултираш, те прашаш, па те покажеш пораката, види на некој од блиските, па може и те сопреш. Меѓутоа кога ти се јават на телефон е малку по urgent ситуација. Станува многу итна, тој метод на бескрајен притисок, на најстрашен можен притисок, кога ваш близок ви кажуваат дека е на некој начин во ризик, и тоа е преку говор на телефон, е навистина опасен. И многу е тешко да се запре или да се превенира. Две работи што би кажал. Прво, ретко кога се јавува самиот човек. Се јавува некој друг, кој што вели јас сум тука со ќерката или синти или детето или роднина, близок кој да е блискиот, машти женати, и се во некаква неволја. И во позадина има бука. Како на вистина да се случува нешто многу страшно, нешто многу лошо, од сирени, од луѓе плачат, вриштат, се случуваат некои лоши работи во позадина, или барем така звучи, ти треба да ни донесеш толку пари за да ги спасиш твоите луѓе. Твојот близок. Корупција едноставно, дај ми ти пари за тој човек да не заврши во затвор или нешто така се инсинуира. Ако дури е и моделиран нечи глас, да, тоа очекувам да се случува во иднина, бидејќи денес со оваа вештачка интелигенција, односно генеративните модели кои што ги имаме, ќе се случи и тоа. Може и е индикатори може да го поверуваме сето тоа, она што едини совет што го имаме, спуштате слушалка добро во ред, спуштате слушалка, јавете се на сите што ги знаете претходно и прашате ги дали знаете што се случува со истиот тој човек. Бидејќи ми било кажано за сценарио кој се случил во Скопје, верувам дека е вистина, повозрасен пар, брачен пар излажан дека внук нивни е во неволја, луѓето се спремни со торба пари, тргнати пешки по улица, го среќаваат внукот на улица. Среќа. Каде луѓе што правите? Леле, па ти добар си? Да. Да, нормално. Вака и вака не се случи. Значи, екстремен случај на среќа, ќе речам. Но... Ма немаме сите среќа. Не, разбирам. Дај ми некој чеклист што да правиме. Значи, затоа, добро, тој човек не е... Јас не знам дали тој човек е добар, ама кој се до него најблиски до кој што можам да стасам. Ако е ќерка, со кого работи, со кого живее, кој му е комшија, некаков човек, Македонија е релативно мал свет. Сите сме преку еден човек поврзани со секој друг.
Така да ќе се најде некој пред да земете торба пари и да одите да однесете некаде, прашајте. Бидејќи постои прилично голема шанса да ви кажат не го тресе на балконје. Да. Може. Значи, тривиализирам, ама на тоа се сведува. Пред да направите, истото правило всушност се случува кој ќе ви се јават ви се јавуваме од банка, имате пари за земање. Да, добро, од која банка? Од таа банка, пријатно. Спуштате слушалка, телефонот од официјален сајт, значи не од тој линк или од кај да, од официјален сајт, контакт центар на банка, добар ден, мене ми се јавија, сум имал пари за земање. Кога човекот ќе стане од патосот како ќе заврши со смеење, ќе ви каже дека немате пари за земање. Ама тоа е полесниот начин, овдека буквално обидете се да ги најдете сите најблиски што можете до тој човек. Толку можам што се однесува до моето ниво на советување, на препознавање на измама, за нешто повеќе секако можат да се обратат и во полиција. Ама во таков случај дали тоа ќе сакаат да го направат, бидејќи се тоа е принцип на еден вид на корупција. Дај ми ти мене пари за твоето дете да не заврши во затвор. Немам коментар, посебно после ова што ни се случува последнава седмица во Македонија, навистина немам коментар нити да дам по паметен совет. Проверете, верувајте дека може да ве лажат, дали сте спремни и како сте спремни да го заштитите својот близок, е ваше, вие сте родители. Сега, кај овие ситуации кога рече, да, за sextortion добиваш некој Доказ. си таков мејл кој што е реално, можеш да го ставиш онлайн да видиш дека каде се е добиено. Меѓутоа имам впечаток дека во последно време се по веродостојно изгледаат и пораките и мејловите, оние пораки што ги добиваме да речеме од Facebook, како дека Facebook support ти избрише, не знам, профилот и така натаму, се подобро е срочено, се Така. подобро изгледа. Што е оно што, освен што треба да направиме пауза пред да изреагираме било како, што би можеле да направиме за да ја провериме веродостојноста? На пораката? И на пораката, и на изворот, и на можеби барањето што се бара од нас? Значи, прво да дадам еден малку контекст. Денеска целата оваа технологија која што нас ни е достапна, исто така им достапна на сите криминалци, спомена, стануваат се поуспешни во формулацијата на измамата. Користат една техника која е многу добро позната во маркетинг технички. Се вика АБ тестинг. Пробуваме со една формулација на една група луѓе, пробуваме со друга формулација на друга група луѓе и така натака и гледаме каде е резултатот подобар. Од таа што е добра, правиме втора варијација и трета варијација. Тоа го прават денеска криминалците. Прават АБ тестинг цело време. Формулираат одредена сет на пораки и гледаат која од тие најмногу проаѓа, од таа ја рафинираат, прават уште и затоа изгледа се поубаво и поубаво и поубаво. Исто така повторно генеративните AI модели многу помагаат за, ако порано постоеше јазична бариера која не беше лесно премостлива помеѓу нации, денеска со генеративен AI модел можам малтене да напишам на било кој јазик, било што и тоа да има здрав контекст, да звучи како да е напишано од некој што го зборува тој јазик. Со тие две работи веќе сме премостиле многу од нашите природни заштити, да речам. Нема најдобар начин. Има две правила кои што би ги кажал и кои што секој пат мислам дека се релевантни. Ако е пораката неочекувана, не и верувајте. Секој пат бидете сомничави на порака која е неочекувана. Ако пораката е, значи од кај да ви дојде пораката, ако е неочекувана, бидете сомничави. Не очекувате вакво нешто, зошто ова јас го добив? Дали е ова навистина точно или не е, и почнете со претпоставка дека не е. И после обидете се да се консултирате. Имате, буквално нема ништо што е толку хитно освен таа ситуација, детето ти е во опасност, сите други ситуации не се толку хитни. Нема да престане планетава да се врти, ако вие не кликнете на линкот сега. Едноставно немојте да го направите тоа, бидете сомничави и бидејќи сите тие испраќачи се на некој начин од официјален, односно се повикуваат на некој официјален авторитет. Дали тоа бил Facebook, дали тоа бил Instagram, дали тоа бил УЈП, дали била пошта, дали бил FedEx, банка, кои да, не, значи тоа само се
се рециклира. Денеска беше таа, па и сега ќе го пробаме ова другото, па и да се навратиме на старата претходно, не сме пробале одамна. Значи, рециклажа е упрашање. Истите ќе бидат. Директорот, шефот, некој, името на фирмата генеричко и така натака. Не употребете паралелен канал, канал кој што вие го знаете како редовен канал за комуникација со таа организација или индивидуа. Значи, не јави ми се на бројот што е овде, што е во пораката, не кликни на линкот што е во пораката, туку ако мене ми прати мојот директор порака која што ќе каже јас сум сега на овој број достапен, пиши ми порака на овој број. Жеми мајка. Има да се јавам на бројот што го знам од тој човек и да се јавам на бројот што е од неговиот помошник или неговиот најблизок што знам дека седи во соседната канцеларија. Таму е човеков. Ај праши го дали навистина ми прати сега нешто некаква глупост? Ќе биде не. Истото важи и за Facebook, нема каде да се јавите. Ама може да се најавите на официјалниот сајт ако ви каже ресетирајте го пасвордот по овој линк. Не, добро, ќе го ресетирам јас пасвордот. Ама ќе си кликнам на Facebook, на официјално facebook.com, ќе отидам во акаунт и ќе го ресетирам пасвордот. А не од линкот што сме го ставиле тука. Што некој ми го тупнал под нос. Истото со банката. Ало, добар ден, банка. Вака и вака, не бе луѓето мора да се шегуват. Нема такво нешто. Не сме чуле за такво нешто и после ќе излезе банката нормално со предупредување дека тоа се случува и така натака. Не знае банката. Значи ова се случува паралелно на нејзе. Апсолутно. Ќе дознае кога некој ќе се јави. Луѓе, мене добрата вест е кој ќе се јави дали сте вие. Лошата вест е кој ќе се јави дали бевте вие, јас кликнав. Да. Бидете дали сте вие, а не дали бевте вие, ве молам. Значи, кој ќе ви стаса нешто тука, не е толку хитно. Тотално правила кои што не се врзани со никаква техника. Ако нешто е изненадувачко, бара од вас притисок или премногу добро да биде вистинито, бидете песимисти, не веруете, проверете го по независен канал, на кој што колку толку можете повеќе да му. Јасно. Толку. Се велиш, се пософистицирани стануваат, се подобри, тестираат, бираат што добро перформира, па тоа го користат, па потоа ги рециклираат оние што биле известен период успешни, па да ги подзаборавиме, па пак да не ги реактуализираат. Значи ли тоа дека ако криминалците стануваат се пософистицирани, дека и добрите дечки од другата страна одат во чекор, па ги користат и новата технологија и се она што е како достигнување во насока на спречување? Не знам дали јас се бројам во еден од тие добрите дечки, ама моето количество на немање коса покажува дека не сме баш добри. Но ова е постојана трка. И за жал луѓето на дефанзивната страна секој пат се во многу полоша позиција. Затоа што криминалецот мора да биде во право само еднаш. Од сите негови обиди може сите да се неуспешни и еден да биде успешен и криминалецот ќе биде успешен. На дефанзивната страна ние мораме да сме во право секогаш, бидејќи ако само еднаш сме неуспешни, сме паднале на испитот. Многу е несразмерна, нефер ситуацијата, не сум тука да се жалам, но тоа е реалноста, таму сме. Она што се обидуваме да го направиме, дефинитивно користиме што е можно повеќе технологија за тие автоматски детекции, за да помогнат каде може секаде таа технологија да се стави пред воопшто да стаса до човекот. Кога ќе стаса до човекот веќе е тешко, многу е тешко. И секаде каде што можеме да поставиме таква заштитна технологија, ќе ја поставиме. А кога зборуваме за организации, како вработен на една организација, можем да поставам таква заштитна технологија. Може да се организира таа компанија и да рече ова е нашиот процес на работа и низ овие канали ќе се движиме и на овие канали има детектори, има автомати, има системи. И тоа до некаде функционира, да речам со една здрава дисциплина функционира релативно добро. Проблемот настанува многу повеќе кога ние сме приватни лица. Ние како приватни лица ги немаме истите технолошки заштити. Бидејќи јас не можам да застанам и да бранам на голот кој што се вика Република Македонија. Не е возможно. И пред мојата компанија не сум баш доволно добар и брз, ама се трудам и постигнуваме резултати. Затоа што и компанијата помага. Пред генералната популација, тие технолошки
механизми за жал не постојат. Секој има своја одлука каков уред користи, кој оперативен систем, дисциплината на користење лозинки е очајна, тоа можем да го кажам јавно, без срам, на вистина луѓе треба да се засрамиме колку сме недисциплинирани во користење лозинки. Мултифактор автентикација користи секој 10, немам појма дали ова точна статистика, ама вака од ракав извадено, никој не сака да ја користи, знам дека е непријатно, знам дека е тешко и мене ме нервира. Од друга страна, ја подобрува нашата безбедност 99%, ова е некоја статистика која на вистина, оваа втора статистика постои. Британците мислам ја анализира 98%. Не 99. Колку често да ги менуваме? Па, лозинките не мора воопшто, ама ама да имаме мултифактор автентикација и да имаме различна лозинка на секој сајт. Користете нешто што се вика Password Manager. Тој ви генерира тотално случајна лозинка, не мора да ја памтите. Памтете ја само лозинката која треба да биде многу комплексна, нека биде цела реченица ако треба, за да се најавите во Password Managerот. Сите други лозинки нека бидат во него, клик, тој ќе ја фрли лозинката таму кој што треба, магијата, техниката ќе си ја заврши работата, вие сте влегле, не мора да ја памтите лозинката, дури и тој сајт утре да е компрометиран, лозинката што ја украле од него, среќно со неа. Нигде на друго место не работи. Плюс мултифактор автентикација. Ама да се навратам, значи нашата дисциплина е страшно лоша. Од лозинки, лоши, од рециклирани, една тиста лозинка на 500 сајтови. Работев во компанија каде што ценет трак колега и пријател, инаку технички директор на компанијата, му направивме фишинг, падна на фишингот. И... За да му докажете дека треба да става? Не беше специјално за него. Ние работевме редовен фишинг тест за компанијата. Тој беше еден од тие што падна, потроши после половина викенд менувајќи лозинки по цел свет. Затоа што таа што ја внесе излезе дека се користел сега човек. Па после му отвориле работа. Тоа е сега, затоа никој не сака. Оперативен систем ажурирање, никој тоа неќе да го препа. Кој ќе чека сат време сега Windowsот да се ажурира или iOS да се ажурира? Немој, не ме чепкај сега. Сите имам кој ќе ги замолам, ажурирајте си ги луѓе Chrome, браузерот, ажурирајте го. Па ти знаеш овде имам 150 табови отворено. Човеку, ако ти имаш 150 табови, 149 од нив не ги користиш. Едноставно не ги користиш, си ги заборавил. Тие пливаат таму за не дај Боже, никој па нема да ги употребиш. А исто така кога ќе го изгасиш и ќе го отвориш повторно, ќе ти ги врати сите табови ти ветува. Ама, нели, дисциплината ни е очајна. И во еден таков контекст, единствено нешто што останува е краудсорсинг. Останува да јас и сега веќе повеќе волонтери и луѓе кои што помагаат на сето ова, викаме во етерот, немајќи подобар израз, и да се надеваме дека тој 1% иглата ќе се мрдне, затоа што луѓето ќе чујат дека некој вика во етерот. Знам дека е многу песимистички, ама тоа е тоа. Треба едноставно да зборуваме, се повеќе луѓе да зборуваат, ќе има ефект. Мора да има ефект, затоа што и да се зборува, што и да е актуелно постојано, луѓето почнуваат да им збори овдека, да им стои во главата, да имаат еден мал процент од нивното внимание постојано ажуриран, адресирано, фокусирано на тоа. Толку можем да добиеме. Тоа викањето во етер е всушност на тоа што ти до некаде го правиш на LinkedIn и на Twitter. Сите што не слушаат, морам да препорачам да те заследат и таму, затоа што ако ништо друго, од време на време кога те се појави твојот пост на нечи фит, те биде како она потсетување, да бе стварно, ова на вистина, имај го ова на памет. Повторувањето е мајка на знаењето. Те се повторуваме, па те стигнеме до некој знаење, меѓу другото е многу едукативно и многу забавна содржината што ја споделуваш, затоа што реално ни фали некој што ти што би рекол да го каже на јазикот што си го разбираме. Кога ти се спомне cyber security, обично си сме, кој знае што бауке, тоа чекај се. Тоа таму некои техничари нешто прават, не знам. Тоа е една од да речам од погрешните претпоставки во нашиот нов живот, во нашиот модерен живот, Brave New World, да го потребам Алдус Хаксли. Тоа е техника. Cyber security некој некаде нешто прави и тоа некој ќе го реши за мене, немам јас што се секирам. Не. Ти си тој што треба да се секира, како што ти си тој што треба да се секира да си ги измиеш забите, за да утре не ти се расипат забите. Ти си тој што треба да се секира да јадеш доволно ошје
Јоволно зеначук. Ти си тој што треба да се секира за да си доволно активен физички, за да притисокот ти е добар и така натака и така натака. Замислете, истиот овој разговор, истите овој апели ги кажуваат доктори. Не за истата работа, ама за истиот ефект. И, за жал, од прилика исто се игнорирани. Докторот ти ви каже, треба помалку да пушиш, треба повеќе здраво да се храниш, не ти треба шеќер, треба ова да го направиш. Колку мина од нас го прават тоа? Додека не те заболи ништо. И во Значи, случај кој оди со овој- редовно на забар, и јас не одам редовно на забар, да се кажем правилно. Ама тоа е, таму сме. Како индивидуи не сакаме да си го нарушиме комфорот. Овие апели, овие барања, овие напори бараат малку да си го нарушиме комфорт. Многу За крај помалку. на разговорот, Пите ти спомна дека треба некој да работи на тоа, дека како што криминалците одат напред, нас не требаат луѓе кои што ќе се борат против тоа, па да ги сопрат, дека не може еден да стои на голот, да биде одбрана, дека не треба повеќе мина. Наспроти тоа ги имаме и оние статистики кои што зборуваат за бројот на отворени работни места во светот во доменот на сајбер безбедноста, дека побарувачката за таков кадар е голема. И уште нешто што ми се случи неодамна, професорката на Терка ми ја советуваше да влезе да се насочува кон тоа, кон сајбер безбедност да работи. Би препорачала ли на некого да почне кариера во твојава професија? Или не е за сите? Не е за сите. Дефинитивно не е за сите. Прво ќе те коригирам, нема толку многу побарувачка за работни позиции од оваа фела. Има за специјални подмножества на работни позиции, но најчесто се врзани со продажба, односно со производство на некој продукт. И таму работите се уште се турниме да кинисам. Автомобилскиот свет, автомобилите ни станаа компјутери. Се уште никој не го отвара како тема колку се тие ранливи, а се прилично ранливи. Новите автомобили, компјутери не се многу безбедни. Не сум размислувала воопшто за Не се ова, многу поправо си. безбедни. Да не зборуваме за темата на приватност. Нашите автомобили, компјутери не снимаат. Буквално имаат камери што гледаат внатре. Дали некој проверил, прочитал, кои се правата, дали што потпишал кога го купил тоа возило, на што се сложил, да неговото возило и фабриката на неговото возило, кои права ги има да ги црпи податоците од неговиот уред. Компјутер, автомобил, почнувајќи од геолокација, од стил на возење, од биометрија, од безброј работи. Страшно е. Страшно и непознато, и нејасно, и нема свесност се уште. Јасно. Така да, бројот на работни позиции, можам само да се надевам дека како се тоа ескалира, ќе се појави потребата, затоа што ќе се појави притисокот. Премногу работи стануваат секојдневно изложени, нападнати, оштетени, и колку толку тоа ќе создаде притисок да се појават тие позиции. Не е за секој, затоа што оно што го кажав, јас морам да сум во право секогаш, а криминалецот мора да е во право само еднаш. Ова е страшен притисок. Ова е работна позиција која, меѓу другото, кој ќе ме прашат што работиш ти во компанијата, па ја малку не спијам за другите подобро да спијат. И другиот дел, и се убедувам со нив да го направат тоа што треба да го направат, по некој пат ме слушаат. А по дома те слушаат кога им велиш немој тоа да го правиш, немој така на компјутерот, немој со телефонот, не. Ме слушаат. Значи, можам да речем дека навистина дома е создадена веќе културата. Ова треба да направиме? Да. Кликни, добро, ајде ќе го направиме. И ова, требаш ова? Да. Добро. Тоа е, ама тоа не е доволно, ќе речам. Не треба поголема критична маса. Ама, значи, јас поздравувам луѓе да влезат во оваа индустрија. Би сакал да имам помлади колеги кои ќе бидат и попаметни, и побрзи, и поспособни од мене, и поелоквентни, сите овие работи. Ама работата бара на вистина не само техника. Бара многу комуникација, екстремно многу комуникација. И бара едно количество, да речеме, на дебела кожа да издржите кога знаете дека не е секој пат се добро и дека нема да успеете. Едноставно упорност да се продолжи понатака. Дали е вредно, дали има сатисфакција во работата, јас ценам дека има, ама тоа е за мене.
секој што сака да се вклучи во ова, апсолутно има безброј можности и да научи денес, и да се остручи, и да влезе ете што во овие наши волонтерски акции, што сам да почне да истражува и да споделува. Има начини. Апсолутно ни требаат луѓето, но да ви кажам дека тие луѓе утре ќе бидат многу добро платени, дека ќе бидат многу барани, не можам. Бидејќи не можеме, се уште е работата она кој сака сајбербезбедност сите, кој сака да сработи сајбербезбедност малку, кој сака да плати никој. Божидар, ти благодарам за одлична епизода во Њувис. Благодарам што ме поканивте.